Добар ден, почитувани, ова е уште една нова тема амбуланта. Нашето собствено масно ткиво може да биде идеален сојузник во набалувањето на брчките на лицето или пак враќањето на волуменот кој што сме го изгубила исто така на лицето и на телото. Како се изведува оваа постапка, носи ли некакви ризици и колкава е незината успешност? Виш научен соработник доктор Игор Пеев, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје, е гостин во студиото на Телма. Останете на Телма, по рекламниот блок следува навистина интересен разговор. За подмладувањето со сопственото масно ткиво. Денеска разговараме со виш научен соработник доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Докторе, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добре нашол, секогаш се радувам кога сум ваш гостин и среќни новогодишни и божикни празници вам и на вашите гледачи. Благодарам, среќни на вас. Навистина и јас се радувам кога обработуваме некои вакви убави теми, интересни теми. Ќе започнеме со нешто што е проблем за повеќето луѓе, а тоа се вишок од килограми, масните наслаги. Каде обично тие се таложат? Како што и сама знаете, најчесто кај жените тоа се на колковите, во долниот дел од стомакот, во бутовите, внатрешна страна, предна, средна страна. Кај мажите најчесто е тоа на стомакот и слабините, така да антрополошки е тоа предодредено да таложењето на мастите како депо на енергија, нели еволутивно всушност тие служат како депо на енергија, се таложат различно кај мажи и кај жени и секако доколку се во вишок од тоа што треба го деформираат изгледот на телото. Доколку имаме вишок на масни наслаги, може ли тие да се преместат од едно место на телото на друго? Така, тоа е една релативно нова процедура која што се нарекува липоскулптурирање на телото, во која што маста како природен материјал го користиме, ја користиме за обликување на некои делови, а одзимање на волумен од други делови. На тој начин го правиме телото посразмерно, со земање нели од таму каде што е вишок и додавање таму каде што треба за да изгледа посовршено. Оваа процедура вклучува липосукција како метода, а самата липосукција вклучува отстранување на масните наслаги низ мали дупчиња со помош на специјално дизајнирани канили со тапи врвови, со помош на вакуум, затоа и терминот липосукција, значи сукција или вшмукување на масните наслаги, низ малите портови во канистри, односно во садови, каде што после соодветна обработка истите може да се искористат како сопствен материјал за зголемување на одредени делови, односно заради зголемување на некој волумен што со текот на времето или заради желба треба да се надополни. Дали може на секој дел од телото да се направи липосукција, односно се земаат масни клетки за да се трансферираат на некое друго место? Има многу студии во кои што е испитувано од каде земајната маст најдолго преживува. Бидејќи овде е процес на автотрансплантација практично, земање на дел од тело и пренесување. И преживување тука има. Така е, многу е битно колкав од волумен од префарлената маст на новото тело ќе преживее. И сега правени се студии на кои делови како ќе преживее и колку ќе преживее и од кои делови земената маст колку ќе преживува. И тие студии велат дека најсоодветно место за долгорочно преживување на мастите е внатрешната страна на бутовите, внатрешната страна на колената, инфраумбиликалниот дел од стомакот или долниот дел од стомакот, и со помалку проценти на преживување се слабините и останатите делови каде што има вишок на масти. Кога зборуваме за стомачните масни наслаги, тие треба да бидат подкожни или пак може да се земат и тие масти кои што се подлабоко во стомакот? Всушност, идејата на самата липосукција како процедура е да се обликува телото на тие најригидно намалувачките масти, значи тие што се најотпорни на вежбање, на диета и така натаму. И сега нормално комерцијализацијата на процедурата доведе да таа се смета како еден од начините за слабење, што всушност не е така. И кога зборуваме за стомакот, масните наслаги овде се таложат на две нивоа, значи над површната фасција и под површната фасција. Најупорните масни наслаги, или што велам јас тие од пиците пред 10 години мастите, се наоѓаат на самото ниво на мускулите, значи под површната фасција длабоко.
Целта при липосукција е отстранување на истите. Зошто? Бидејќи поповршните масти над фасцијата со слабење и со соодветно хигиено-диететски режим ќе можат да ги редуцираат пациентите, секако и со вежбање. Овие масти, кога ќе бидат отстранети, за да ги користиме, сега некои сакаат само да се исфрлат тие масти од телото, но некој, и многу актуелно е тоа, сакаат да ги употребат за обликување на одредени делови или нели, кај жените тоа се најчесто гради, задници, кај мажите исто пекторални, мускулни и други регии. Пред да преминеме на префрлањето на мастите од едно место на друго, што малку би се задржала на местото од каде што ќе се отстранат одредени масни наслаги. Може ли на тоа место да се јават некакви нерамнини, некакви деформитети, да се јават стри, одливи? Липосукцијата е многу актуелна тема и е практично водечка естетска корекција во Соединените американски држави за последниве неколку години. Има многу испитувања и самата технологија и медицинските фирми многу работат на дизајнирање на што е можно посовршени апарати за липосукција и канили за липосукција и методи за липосукција. Така да од класичната липосукција со рака, што била воведена уште пред 1 век, до сегашната асистирана, машински асистирана липосукција, поминато еден голем процес на учење што и каде треба да се тие недостатоци нели коригираат. Така да овие компликации, би рекол, несакани последици се уште се присутни, но се многу минимални. Сега, колку ќе остане од тоа нели како последица некој несакано, зависи од неколку методи. Освен од апаратурата, зависи од техниката на липосукција, зависи од искуството на хирургот, зависи од агресивноста на машината, зависи од ткивото на самиот пациент. Значи, неколку параметри играат улога на постоперативниот резултат. Како процедура во нашите раце таа изгледа многу едноставна, значи практично тие долги, тенки канили се низ дупчиња внесуваат во телото. Пациентите не осеќаат болка, бидејќи претходно таа регија анестезирана со специјално дизајниран раствор или пак со интравенска анестезија. И мануелната аспирација, односно движењето како лепеза, велиме, низ таа регија каде треба да се отстранат мастите, е тоа што всушност и е како технички, нели, како процес. Меѓутоа, уметноста во липосукцијата е да не се биде многу агресивен, да се остави дел да изгледа тоа природно, бидејќи секаде каде што сме делувале агресивно, дали со нашата механичка сила, дали со вакуумот, ако сме го зголемиме повеќе или помалку, може да настанат некои нерамнини, како што споменавте вие, вдлабнатини на некои места, вишок на масти на други места. Некои машини, например, имаат многу јака енергија, па може да настанат и исхеми или велиме намалена циркулација на таа кожа. Всушност, ние со самата липосукција ја откачуваме кожата од подлежечкото ткиво и таа се наоѓа во еден полувоздушест простор, каде што циркулацијата малце пореметена. Секоја агресивност, секоја неумешност може да доведе до компликации и за неа важи една англосаксонските лекари велат less is more, значи помалку е подобро, значи да не се претерува. Затоа што често гледаме на социјалните мрежи многу диспропорционални тела на жени, каде имаат мали струкови со преагресивни липосукции и огромни облини, нели, горе и долу, за да се добие тој еден часовник, песочен часовник форма, која што е посакувана, но ако е претерана делува неубаво и невкусно. А кој период од годината е најдобар за да се направи ваков зафат? Вака после празници, кога јадеме сите, мислам после нив е идеално. Идеален период е сега, така? И всушност е и така. Зимниот период е идеален за правење на липосукција. Зошто? Заради два моменти. Едниот е што мораме да ги носиме постоперативните облеки. Компресивни облеки, специјално дизајнирани, кои што се, јас велам, нашата работа ние завршивме, наследуваат неколку недели ваше ангажирање за вашиот резултат, бидејќи тие се носат нон-стоп, се носат 4 недели. Едно правило е за секоја деценија од животот, една недела носење на тие стезници, чие што цел е да ја израмнат кожата, да ја притиснат рамномерно секаде, за да кога ќе се залепи, практично за подлогата биде убава и рамна како што била и претходно.
Тоа е едната причина зашто се носат и втората е да не настанат постоперативни отоци и истите побрзо да ги снема со носење на овие облеки. И втората причина зашто во есен, затоа што после операцијата треба да имаме период од неколку месеци не излегување на сонце. А тоа секако го правиме кога нема сонце во есен или во зима. А се спремаме на тој начин За летото? За летото. Сега споменавте дека ова не е начин за слабење. Така. Колку килограми треба да бидеме над или пак во близина на идеалната тежина за да бидеме соодветен кандидат? Идеалниот кандидат за липосукција е средно просечно тежок човек во средни години кој што активно се движи, активно физички активен, нормално се храни, значи има еден добар хигиено-диететски режим на живот и кој што има упорни масни наслаги кои што со никој начин не се отстрануваат. Тоа најчесто ке жените се трохантеричната регија или ги велиме седелбекс, страничните колкови, кои што со ниеден начин, јас многу пациенти сум видел кои се физички многу активни, долу се, горе се нели тесни, долу широки и вела доктор јас вежбам, трчам, џогирам, све правам, меѓутоа ова се масирам, не се трга. Значи тие упорни масни и перничињата. Сите тие упорни регии каде маста со ниедна нормална нели со нормална активност метода не се намалува, тие се идеалните пациенти. Бидејќи тие истите ќе продолжат да физички активно живеат, да нормално се хранат и нема да биде местото повторно подложно на слабење. Зошто? Местото каде што масните клетки ќе ги извадиме, веќе нема да го има истиот број на клетки како и претходно. Но постои ризик повторно да се развијат? Може да се здебелат тие клетки, значи да хиперплазираат, значи хипертрофираат, меѓутоа нивниот број апсолутно не намален. Нема да биде како бидејќи што човекот се раѓа со една бројка на масни клетки. И тие не се множат, за разлика од другите видови на клетки во телото. Тие остануваат стандардни. Дали е мала клетката или голема, исполнета со холестерол, зависи од тоа како ние се исхрануваме. Ако се храниме со голем плюс за депонирање на масти, овие клетки растат и тоа е тоа што всушност ни го чини нашиот задебелен изглед. Доколку некој сака да направи корекција на својот изглед со масно ткиво, лице, задник, дојки, еве сега се прави подмладување дури и на дланките, на рацете. Дали важат истите овие критериуми што ги наведовте за идеален кандидат за липосукција или веќе кај нив може да се направи ваква корекција доколку отстапуваат од критериумите? Тоа е една метода две во едно што ја велам јас. Од едно место ослабувате, на друго место додавате, тоа е идеално сценарио. Меѓутоа, многу често тие, например, жени во подминати години што се така и малку послаби, немаат од каде да им се земе маст. Значи, идеален кандидат е некој што има умерена телесна тежина од каде што може да се земат мастите како материјал за пополнување. Сега, не споменатме овде дека во масното ткиво постои матични клетки. Тие се многу битни во процесот на регенерирање на ткивата. Тоа е еднината во не само во естетската, него воопшто во медицината, во регенеративната медицина, во антиејџинг медицината, ако сакате, еднината е на матичните клетки. Постојат методи во кои што матичните клетки, тоа се прекурсорни клетки од кои што потекнуваат сите други клетки, кои што таму каде што се ставени во таа насока они се преобразуваат. Односно, зависно од локалното место каде се аплицираат, такви и стануваат. Например, матични клетки ставени во површината на кожата, тие ќе станат клетки кои што ќе лачат колаген, фибробласти ги кажуваме, колаген, еластин и ќе му даде нов изглед на кожата, односно ја подмладуваме на тој начин кожата. Сега, со самиот прост начин на трансфер на масти, или липофилинг, или ако сакате фет графтинг англиски, во кој што префрлуваме одредена масна структура на друго место, ние ги внуваме овде не само масните клетки, туку и матичните клетки. А со други методи во кои што истите се исчистени, можеме во високо концентрирани количини, како нанографтинг ги велиме, да се инектираат во помали количини било каде на телото. Така да липоскулптурата како процедура е идеална заради тие две работи, и подмладување и зголемување на волуменот.
Кога зборуваме за подмладување на лицето, што се може да се направи со масните клетки? Дали тие ќе дадат ист ефект како и хиалуронските филери? Вака, еден од недостатоците при користење на трансферот на масти е што не знаеме колкав процент ќе преживеат од нив. Тоа е главната дилема. Главниот недостаток кој што нели ние као хирурзи, као пациенти мора да знаат дека може некаде да ќе преживее повеќе, некаде помалку и може да се јават некои благи несиметрии во кои што ако имаме повторно депо многу лесно се коригира со повторен трансфер. Кај хиалуроните знаеме бидејќи количината е таа и тоа е материјал што нема клеточна структура, тоа е чисто органско соединение кое што собира вода и сега ако имате некое симетрично лице ставаш пола лево, пола десно ако збориме за еботници и тоа е тоа. Меѓутоа ке мастите многу од пациентите на пример спијат на лева страна на пример. И делот кој што е липографтиран, односно каде што е ставен, каде што се ставени мастите, притиснат тие масти ќе бидат вгмечени, просто кажано, и нема да преживеат во толку процент како другата страна каде што Значи може се да јави таква несиметрија на лицето. Да. Битно е после Потоа ќе бидат ресорбирани претпоставувам. Така, липофилингот како процедура бара, реков и претходно, бара еден режим на постоперативна нега што зависи многу од пациентот. Ако на пример со мастите ние правиме бразилски задник, сега многу актуелен и популарен, тие пациенти треба да избегнуваат 3 недели седење. За да не бидат змечени мастите, за да не изумрат, за да не се ресорбираат, за да немаме лош резултат. Како ќе спијат на стомак? Се спие на стомак, има специјално дизајнирани подметачи за задник, како да ги кажам, каде што задникот е во воздух, како гуми, по кој што на ивиците се подпираме со задникот, а местото каде што е полнет е во воздух, значи како еден воздушен простор каде што нема допир меѓу кожата и подлогата, за да нема притисок, да нема змечење на мастите, за да има поголемо преживување на тие клетки. Ајде да проговориме малку подетално за бразилскиот задник, нешто што е исклучително актуелно. Дали може да се постигнат посакуваните резултати само со трансфер на масти? Пак ќе кажам, тоа зависи од формата на телото на пациентот, од количината на мастите кои што ги има и од нивните очекувања. Значи, сме имале пациенти во неколку наврати го правеле тоа, за да имаат се поголем и поголем. Значи, една бескрајна приказна. Па дури на тоа се додало и силикон во задникот. Моменталниот тренд е да се има голем задник, што не значи дека за 10 години ќе биде повторно тренд. Ако имаме пациент кој што има доволно количини на масни наслаги и има реални очекувања за големината на задникот, со чист липофилинг или трансфер на масти можеме да го постигнеме идеалниот и совршениот изглед. Меѓутоа, ако се сака поголем, треба нови депоа на масти и обично пациентите сакаат да имаат големи задници, а да бидат слаби горе, така да не може тоа да биде бескрајна приказна. Повторно, доколку се сака зголемување, мора да се користи некој имплант. Имплант. Сега, каков имплант се користи кога станува збор за задник? Специјален за задник, што се разликува тој за града, за дојки. Тој е покохезивен, односно потврд, порезистентен на притисок, помалку аморфен, за разлика од тие на градите, бидејќи конзистенцијата на градата и на задникот е различна и самите фабрики за производство на импланти, односно медицинската индустрија, има дизајнирано и различни модели за задник, така да различен е процесот на производство. Инаку како форма и како изглед наликуваат на тие на дојка. Вие како медицинско лице што работи со оваа проблематика, која техника за зголемување на задникот ја препорачувате кога ќе побараат од вас? Дали секога започувате со трансфер на масни клетки? Пак зависи од пациентот. Ако имаме од каде да земеме масти, кај истиот пациент идеално е со масти. Бидејќи конзистенцијата на масното ткиво е секаде иста, масното ткиво е секаде масно ткиво. Доколку желбата на пациентот е поголем задник, а немаме од каде да земеме масти, ќе ставиме имплант. Меѓутоа, доколку има од каде да се земе масти,
бразилски задник со масти е идеалниот задник. А ќе се јават ли некакви промени во однос на чувствителноста на таа регија од телото? Не, убавината на липосукцијата, липоскулптурата и зашто она има најголема комплијанса кај пациентите, велам, највеќе ја сакаат, е што не користат лузни како шиење на лузна, шиење на хируршки резови, него користат дупчиња. Тие се дупчиња практично ги маскираме во некои свивки од телото, во некои брчки од лицето, за да не се познаваат кога ќе задрат. Се обично као точки. Као после вакцина, например, после БСЖ, дури помало. И пациентите едноставно само тоа го гледаат од операцијата. Остатокот од операцијата е едно дупче низ кое што е извршена и процедурата липосукција и процедурата липофилинг. Така да немаме повреда на нерви, немаме повреда на артерии, немаме повреда на вени, немаме доколку се изврши соодветно. Сега, бидејќи го споменавте бразилскиот задник, и тој беше оптоварен со голем број на компликации стартно. Да, вела дека најголема смртност всушност во естетската хирургија е поврзана со интервенциите кои што се направени на задник. Така е. Тоа произлезе од фактот што во Бразил жените сака големи количини на масти да бидат трансферирани во задникот одеднаш. Значи да се направи една целосна липоскулптурирање во еден акт, во кој што се видоизменува целата пропорција на маста. Значи се зима од горниот дел или од нозет и се става се во задникот. Се измислија и машини за бризгување на маста. Се ставаше маст во мускулите. Сега, во мускулите, односно во глутеалните, големиот, средниот и малиот, ставањето на маст е во ред, но се до тој момент додека не се повреди главната артерија за задникот. Има две, горна и долна, и кога овде под притисок биде шприцана таа маст, може да настане запушување на артеријата или вената и трансферот наместо во задникот да отиде каде што не сакаме, во срце, во бели дробови, да настане масна емболија. Масната емболија на големи количини од вака инjектирана маст некогаш и летална. Затоа се забрани повеќе и во гайдлайнсите, односно насоките, препораките од светските стручњаци се да повеќе не се вбризгува маст во глутеалните мускули. Односно, истата да биде метната само над мускулите. За да тој ризик практично кај пациентите биде намален. Намален или елиминиран? Елиминиран. Елиминиран. Ќе ги вклучиме и гледачите во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е Контакта. Виш научен соработник доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична реконструктивна хирургија, е во студиото на Телма. Зборуваме за трансферирањето на мастите од еден дел на телото на друг со цел подобрување на естетиката. Ќе се задржиме уште малку на естетиката на задникот, она што се нарекува бразилски задник. Може ли понекогаш доколку се употребат и трансфер на масти и потоа силикони да дојде до промена на контурите со текот на годините? Вака. Па велат некои жени како двоен задник да имаат. Вака. Значи, зависи од техниката. Значи, најлесната техника на ставање на имплант е над мускулот. Тоа е многу едноставна техника, меѓутоа долгорочно резултатите се лоши. Односно, една сезона, две, пациентката или пациентот ќе имаат добар задник, но бидејќи нема поддршка на самиот имплант од самата кожа, бидејќи кожата е по себе склона да гравитира, односно е склона на гравитација, и самиот силикон ја прати таа гравитација и може да паѓа и личи на еден паднат задник. Неретко ја гледаме Мадона како и виси задникот према долу, Мадона пејачката. Значи тоа е заради лошо направена операција за зголемување на задник. Но доколку се стави помеѓу двата мускули, големиот и средниот глутеален мускул имплантот, имплантот е поддржан и од долу и од горе со мускули. И при секој контрахирање на мускулот нема да видиме испопчување на имплантот, што например се гледа кај претходната техника. Така да постојат и овде, ова е од друга страна малце поризична техника за поставување, зошто бидејќи можеме да повредиме некои битни структури, што овде ги нема над мускулот, но пак дава долгорочни резултати. Сега, спомнавте преска за комбинирани техники. Ваквите хибридни ги велиме техники, кога се користи и имплант, и маст, се моментален хит. И кај нас, и во светот, и секаде.
и не само за задник, туку и за гради. Кога жената сака да ги зголеми градите, но со мал имплант, а околу да се достави маст кој што ќе го даде еден поприроден изглед, посебно во медијалниот дел на градите, многу посакуваното деколте, нели, кое што со тек на време го снемува и жените сакаат со мал имплант да ги подигнат градите, но со маст подкожно да се тоа деколте потенцира и да делува по-сензуално. Имаме гледач, пред да преминеме на дојките, ќе му дадеме предност да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакал да го прашам докторот. Така? Да. Во првиот момент рече дека нема да има проблем со вените, со артериите, ама во вториот дел рече дека може да дојде до компликации во вените и во артериите. Што е проблемот? Каде? Ако би сакал јас да правам липосукција. Така, доколку вие би сакале да направите липосукција, каде би бил проблемот? За смртноста. Ми беше за вториот дел. За липофилингот. За липофилингот. Така. Добро, имате докторе некој подпрашање или тоа е тоа? За липосукција. Тоа е тоа, да. При липосукција, при процедурата на липосукција се користат канили кои што имаат тапи врвови, тоа се 3 мм, 2 мм, 4 мм канили. После една тумесценција тумесценција значи напумпување на масно ткиво со вода, со адреналин или лидокаин, во кој што она ќе практично делумно ќе исполни масната површина со вода и нема да има адреналинот ќе ги скврчи крвните садови за да има помалце ризик од крварење. Со таквата процедура на липосукција немаме ризик од никаква повреда. Но при липоскулптурирањето, кога таа маса ја ставаме на друго место на телото, можеме да ги повредиме крвните садови со истата маст. Или внатре во артеријата да се вбризга маст, или артеријата да биде притисната од самата маст, нели, од надвор. Значи, инаку самата липосукција не би липосукцијата како таква ризик. нема ризик од повреда на артериите. Докторе... Нема ризик ни од повреда на нервите. После оперативно пациентите осеќаат чисто како лазење на мравки. Во кој што нервите се регенерираат, бидејќи ти цела површина практично од стомакот ја одлепуваш од мускулите под и артериите и вените стануваат нормални, но нервите се малку истегнати, малку се повредени, но тоа е еден повратен процес, реверзибилен процес и пациентите го осеќаат како да ги лазат мравки, мравје лазење, значи како тинглинг ефект, како регенерирање на нервите, значи тоа. Доколку важна ли е возраста на пациентот што би ја направил липосукцијата? Важна ли е состојбата на кожата? Дали е таа еластична, дали ќе се врати, тонусот на мускулите? Анализирате некои такви? Да, апсолутно. Најдобро е да пациентот кој што се подлегнува на липосукција да има добра квалитетна кожа. Тоа што значи добар тонус, добар тургор, без стрии. Стриите ни се показател дека таа кожа е веќе испукана и нема доволно еластични сили и нема доволно издржливост и ретрактилност. Ретрактилноста ни е битна зошто? Како кај бремените жени, кога ќе се, напумпа стомакот, односно кога ќе бебето расте, стомакот се истегнува и кога ќе се надмине силата на издржливост на кожа, таа пука. Веќе испуканата кожа и да ја направиме липосукција нема способна да се врати во иста позиција како претходно. Затоа кај жените што имаат стрии во бременост, кожата им виснува према долу. Односно, нивната издржливост е надмината од притисокот од внатре. Кај такви пациенти очекуваме да кожата после липосукција има висне. И можеби ќе се појави потреба од втора процедура, а тоа е затегнување на таа кожа. Ако е, например, најчесто кај стомак, тоа е абдоминопластика. Затегање на вишокот на стомак со еден мал мини царски рез во долниот дел од стомакот над пубичната регија, за да таа вишок на кожа, всушност, нема таа способна да се ретрахира, да се врати. Уште еден гледач. Колку е помлад пациентот, толку е еластичноста поголема. Денес видов една млада пациентка, 30 годишна, која што имаше многу. Јас баш се зедов као пудинг, велам ти се нозете, значи нема структура, а при тоа никогаш не била дебела. Значи некој што е генетски е преодредено. Не секогаш докторите можат да решат во еден акт.
Така да, дебелината, односно вишокот на масти се решава со липосукција, но вишокот на кожа не се решава со липосукција. Се решава со сечење и затегнување. Има една процедура, се користи лазерски ербиум внатре, се вика ренувион процедура, во која што кожата од внатре се гори со цел да изгорената кожа, тоа секако не значи горење буквално, него дозирано загревање на ткивото од внатре за да она се ретрахира, да се намали, за да ја добие практично правобитната положба пред да биде растегната од дебелината. Тоа обично се прави кога има липосукција на и на врат, и на стомак, и на свадбарките, многу актуелни, за да не се сече, да нема лузни. Значи, може на таков начин кожата да се... Може на таков начин, таа процедура секако е многу скапа, во Македонија нема, моментално е нова. Мислам и во светот, така да јас велам све што не е постаро од 10 години треба да почекаме какви резултати ќе има. Да видиме дали ќе има некакви последици. Понекогаш е добро да се доцни. Не верувам нешто што е помладо од 10 години. Мислам како процедура која што е во оптек. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Гледам Телма амбуланте, докторот Игор Пеев. Ало? Така, ве слушаме. Кој е вашето прашање до докторот? Значи, тој ме има правено операција, ако се сеќа, јас сум од Светениковско, од Црнилиште поточно. Значи, голема благодарност до него и ништо, само сакам да му се захвалам. Само сакате да се заблагодарите. Што правеше операција и... Така, да упатите еден поздрав до него. Благодарам. Да, значи јас сум од Светениковско, поточно од Црнилиште. Така, ви благодарам за упатениот поздрав до денешниот гостин. Докторе, кога станува збор за дојките, дали само со масно ткиво, со трансферирање на сопствено масно ткиво од еден реон на телото на друг, може да се постигне посакуваната форма? Може да се постигне посакуваниот волумен. 1 до 2 броја. Волумен. Формата не можеме да ја смениме само со маста. Формата ќе има истата форма, градата, како што имала и пред полнење со маст, само што ќе изгледа поголем. И сега, ако градата е висната и ти ја наполниш со масти, таа ќе изгледа пак висната, само поголемо. Значи, волуменски масти ни помагаат да добиеме нешто, а формата зависи од други процедури. Ако има некоја пациентка млада, нема раѓано, има мали гради, сака да ги зголеми 1 до 2 броја, може со масти тоа да го успее. Но ако сака да добие голема разлика, со една процедура, маст нема да ни помогне. Така да, за мастите важи правилото. Еднаш до 2 пати, некојаш и 3 пати, доколку не сме задоволни со големината за гради. А силиконот е методен избор која сакаме со една процедура да завршиме операција. Мастите има предноста е што користиме собствен материјал, силиконот е вечки материјал. Мастите може да се повторат, бидејќи се поевтини од нас, ги зимаме, не кошта толку колку што кошта силиконот, ако сакаме да го повториме. Така да, сите овие методи се вагаат, значи нешто е про, нешто е контра, и затоа е битен кога ние се консултираме 2-3 пати да видиме што, како сакаат пациентите. Ако формата сака да ја смени, а градите се виснати, мораме да додадеме трета техника, подигнување на градите, намалување на градите. Значи, А постои ли ризикот од оваа масна емболија што ја споменавте, што се јавува како ризик на задникот кога станува збор за градите? Не? Градите не, зошто? Бидејќи се користат, овде крвните садови се поинаку распределени, главните крвни садови не се како кај задникот, така да овде немаме таков проблем. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушаме, повелете. Истата сум јас, претходната. Така, не ве слушнавме, ако не се лажам, немавме гледачка до сега. Кој е вашето прашање? Јас благодарност за успешно направена операција на главата. Така, уште една благодарност. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Секогаш убаво, докторе, кога има пациенти кои што се задоволни, кои што се сега добри со здравјето, тоа е најважно. Да проговориме за
липосукциите, но и липоскулптурирањето на лицето. Уште малку би се задржала. Што е со подбрадокот? Кај многу жени се ова подбрадок и не може да се ослободат од него. И овде е повторно тој индивидуален пристан кој секој пациент битен. Значи, кај млади пациенти кои што имаат двојна дабл чин или двојна брада или гуша. Не се само жени, имаат и мажи, така. И ја имам, не е тоа чиста ексклузива на жените, точно. Има млада кожа, значи млада е пациентката со обична липосукција со едно дупче под брадата, што нема да се познава воопшто, можеме да го решиме тој проблем. Зошто? Бидејќи таа кожа ќе се ретрахира, ќе се повлече со носење нормално за завој во наредните денови. Но доколку е пациентката или пациентот во поодминати години, таа кожа виси и плюс има и масни наслаги испод, така да има и висечка кожа и маст под, мораме да воведеме повторно затегнување со сечење или со затегнување латерално со лифтинг на вратот. Така да се зависи од типот, квалитетот и структурата на кожата. Уште двајца гледачи имаме, ќе ги вклучиме во програма. Ја имам некои прашања на кои што сакам да ми дадете одговор. Се надевам дека ќе остане време, затоа ќе ги замолам гледачите да бидат што поконцизни со прашањата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам доктор. Имам над 50 години. Така. Запатот за намалување на градите, каков би можел да биде, без да се наруши моето здравје? Значи, станува за средно голема града, сакам да се намали. Повелете во амбуланта во четврток од 9 до 1 на консултација да ви ги објаснам сите опции за вас. Инаку, здравјето секако нема да ви биде нарушено. Така. Благодарам, докторе. Ви благодарам и вам за јавувањето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Јас би сакала да прашам, јас сум 28 години, породена пред 2 години со царски рез. Немам стрии на стомакот, дури сум на истата килажа кога останав трудна. Сега имам стомак точно над извршениот царски рез. Дали е тоа како резултат на диастаза или пак акумулирање на масните ткива? Така, ви благодарам за вклучувањето, ова интересно прашање, се случува често ваков го гледам проблем. кај пациентки кои што имаат раѓано со царски рез, бидејќи неретко тоа слоевите на кожата се погрешно или денивелирани се, значи не се во исто ниво со шиени и некогаш преклапнува делот над резот врз делот под резот. И тоа може да се реши или со липосукција, доколку се отстрани маста што надвиснува од таа лузна, или со повторна инцизија, односно хируршки сечење и затегнување на тој дел од кожа. После раѓањето, исто така и стомачните мускули се омлитавени, така да морам да ја видам пациентката да видиме да не станува збори за диастаза на ректуси, кои што во тек на една абдоминопластика исто се коригираат и се затегнуваат. Пред малку споменавме за липосукција на вратната регија, но сега многу жени сакаат да направат липосукции на образите. Ја советувате ли оваа постапка? Се прави со мали канили, значи 2 или 1 милиметарски канили, атроматски врвови секако. За тие што имаат подебели обравчиња, ја прво им советувам отстранување на масните ткива од натрешната страна на устата, со ресовначната страна, или отстранување на адипозните перничења на образите, бичек по бичек, и таа процедура се вика бичектомија, отстранување на истите. На тој начин се губи делот кој што они го даваат со исполнување, али резот е однатре, нема потреба да се повредува надвор па да се гледаат лузни. И доколку тоа не е успешно, тоа е поприлично големо масно перниче од двете страни и дава еден манекенски изглед на жените. Значи, останува зигоматичната коска, мала длабнатинка овде, потоа продолжува лицето нели со долната вилица. Доколку не е задоволна од тоа, може површна липосукција на самата кожа со цел подкожното масно ткиво да биде отстрането. Но постои ли ризик по тоа со текот на годините побрзо да се спуштат образите? Самата липосукција, освен што го вади масното ткиво, доколку е површна, стимулира создавање на колаген. Тоа го има уште Гаспароти 90-тите години откриено како површна интрадермална липосукција и дава стимул на кожата уште повеќе да се привлекува кон својата подлога.
Така да, на лицево немаме ние голема дебелирана кожа, ќе дадеме стимул за колагенска синтеза, кој што дополнително може да и даде еден поубав изглед на кожата. А доколку се трансферираат масти и се пренесат во Да, форма на сите инекција, може и брчките на таков начин да се ублажат? Може со нанот трансфер на масти, нанографтинг, тоа се многу мали микроканили каде што мастните клетки се делат на многу малечки партикли, се мешаат со PRP или плазма збогатена со тромбоцити, па тоа тоа е многу скапа процедура. На располагање имаме поевтини ствари кои што се викаат филери и ботокси и мислам дека кај нас тоа се уште нема да биде актуелно заради цената. И доколку е возможно. И сега, фет графтингот, односно липофилингот, освен за задник и гради, може да биде да наброиме неколку други интересни работи, зголемување на мускули кај мажи, бицепси, пекторални мускули, обликување на стомачни мускули. Која правиме липосукцијата, правиме абдоминален етчинг се вика, правиме лажни стомачни мускули за тие што се мрзливи да вежбаат многу, може барем 1-2 сезони. Но пак ако не се придржуваат на хигиено-диететските режими, што им ги даваме, повторно таа маска изгледа за 1-2 години исто како и пред операцијата. А што е со оние техники за отстранување на мастите од лицето или пак телото со замрзнување? За криолиполиза. Да. И што има употребено супермоделот Линда Еванджелиста, што и го деформираше и телото и лицето. Така, она беше една од првите кои го тоа има пробано. Криолиполизата е Криоскалпчуринг, мисля, чини се викаше така некако. Или се вика апаратот. Инаку процедурата се вика криолиполиза. Инаку е случај наот откриена на таа. Забележале луѓе што биле жртви на смрзнатини од планини или од такви снежни наноси, забележале деловите што биле позамрзнати дека маста кај нив повеќе ја снемува. Односно има слабова, например, едната нога у однос на другата нога. И така е воведена као процедура. FDA е дозволена од 2010, меѓутоа има неколку поентата е да се смрзнат клетките масни, а они имаат повисока точка на смрзнување од кожата, мускулите и сите останати структури и процедурата е со машини, практично нема операции, нема ништо, се аплицираат тие апарати, но како и кај некој, како липофилингот, не се знае колкав ќе биде ефектот врз мастите. Може некаде да замрзнат повеќе, некаде помалку, па да се издеформира тој дел, а резултатите се гледаат после 4 месеци. И може да се повтори само уште еднаш до 2 пати, не може постојано да се користи. Нус ефектите се трајни за секогаш? Нус ефектите потоа треба да дојдат кај нас, па да правиме липофилинг на деформираните регии. Треба да се коригираат со друга процедура. Видете, во медицината и во плачната хирургија и воопшто во медицината нема операција без ризик. Секој што доаѓа да прави нешто мора да биде свесен дека постои ризик. Еден аспирин да испиеш дома, отворете го тоа, имате ризик од ова. Така да и за сите овие процедури важи истото, пошто и ова е дел од медицина, само што е малце покомерцијална, инаку е медицина. Кога доаѓаат пациенти и пациентки да направат некаква корекција и се силно решени да ја изведат по секоја цена, ги интересираат ли несаканите ефекти? Можете ли со нив да разговарате, да им предочите? Веќе пациентите се многу едуцирани од социјалните мрежи, од Google, значи праша го Google, веќе знаат и директно идат на прашањето кој што нив ги интересира. И многу од нив ми гарантирате ли, значи, тоа ми е најинтересно прашање, тоа кога купуваш јаболки, што му велиш на продавачот? Ми гарантирате дека ќе бидат вкусни? Значи, никој не дава гарантија за тоа, бидејќи нема во медицината 2+2 не е исто. Субјективноста на пациентите е различна. Ти може би сакаш прслоносен, другата може би сака нормален нос. За сите овие детали јас разговарам со моите пациенти. За тие што ме прашуваат за последиците и несаканите компликации, им велам, вие, штом ова ви е побитно од резултатот, мислам дека не сте спремни и гледам да ги одложам за понатаму. Скоро имав една мајка и керка, која ми е шансата да повторно се оперирам? Ако не ми се допаѓа, значи све негативните работи ги кажуваш. И ја ви го велам, ти знам дека уште на 5-6 места ќе направиш консултации, на крајот нема да се оперираш и може совете да не се оперираш.
Значи понекогаш и тоа советувате. Па да, бидејќи луѓето треба да бидат храбри, да не мислат на лошите работи што може да се случат, а можат секогаш да се случат. Влегуваш во овој тип на операции со оптимизам и со среќа како ќе изгледаш после тоа, бидејќи во прашање убавини здравје, а не размислуваш како нема да бидеш убав и нема да бидеш здрав. Пошто на тој начин нема поента целата операција. Има ли интерес кај нас за ова што денеска говоревме, за има голем подмладување интерес со собствени масни клетки? Има голем интерес, има посебно овој период, значи е идеално за тоа и така, некогаш се сака повеќе од тоа што се може. Значи има пациенти кои бараат да бидат со липосукција да изгледа по 10 литри ако може да се вакво. Некогаш ги мотивирам јас, некај ми доаѓа жал по обесни по дебели луѓе кога нешто им фали некој мотив да почнат да вежбаат, само ова да го немам па ќе почнам, ме сваќате. Некогаш иако не е права индикација за тоа, користиме ние релативни индикации во кои што нели стомакот висечки на некој маш би му пречело и за основни физиолошки потреби. Така да има и такви моменти кога нели им помагаме да живеат поздраво. Така, но доколку има еве висечки стомак, некој човек со прекумерна телесна тежина може ли да се направи зафатот? Може, меѓутоа се советува повторно слабење и тој body mass index да биде по 25 барем. Значи, очекувате од пациентот најнапред да ослабе? Најдобро е за него, бидејќи ризикот, како дебелината на човекот расте, така растат и ризиците. Од инфекција, од некроза, од све, сега да не ги набројувам, да не ги плашам пациентите. Меѓутоа, колку е човек подебел од било која операција, тоа не важи само за естетските операции, тоа важи за сите операции. Секогаш има поголем ризик кај подебели луѓе. Така да бидеме фит. Да бидеме фит, тоа е идеалното, нели сите тежнееме кон тоа. И моето последно прашање, кога би требале еве вие да донесете одлука дали да се направи интервенцијата за подмладување на лицето со филери или со масни клетки, трансферирани од телото, значи автотрансплантација, што би одбрале? Хибрид. Аха, ни тоа помеѓу. Комбинација. Ви благодарам многу за вашето гостување и за прекрасните појаснувања на оваа тема. Ми беше драго. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.